Господин Ибрахими, која беше причината што пропадна коалицијата помеѓу СДСМ и БЕС? Па мислам дека веќе е обзнаено јавно, ние се вклучивме во преговорите со СДСМ со намера да бидеме дел од владата, но бидејќи не се согласивме околу начелата на заедничкото владење и на заедничко потпишување на договор за таквите начела, ние останавме надвор од владата. Дали беа проблем главен принципите на БЕС или коалицијата на СДСМ со ДУИ? Па мислам официјално е, тоа што беше за нас одговор дека СДСМ не беше подготвена да ги прифати принципите што ние ги понудивме, но за цената можеби било и уценувањето од ДУИ ние да не се вклучиме во владата. Ќе го поддржите ли законот за јазици кој што ќе го донесе новото владеачко мнозинство, накако кој што го поддржавте нели укинувањето на екстерно? За екстерното ние всушност сме имале и во нашата предизборна програма ветување за укинување на екстерното тестирање и овде имавме совпаѓање со СДСМ, а што се однесува до законот за албанскиот јазик, ќе треба еднаш да гледаме каков е тој закон што и како ја регулира употребата на албанскиот јазик, па отпосле ќе дадеме и наше мислење. Дали размислувате за некаква си коалиција со ВМРО ДПМН? За сега не, ние сме рекле, можеби сме биле и единствените дека со Груевски не можеме да склучиме никаква коалиција. Во иднина, ако се сменат работите во ВМРО, што за сега нема такви знаци, можеби би разговарале и со нив, но во вакви околности не постои никаква можност за никаква коалиција со ВМРО ДПМН. Според вас, каква дали ова реформска влада? Јас тоа го реков и во мојот говор во собрание при изборот на владата. Повеќе се чини дека е рециклирана влада отколку реформска влада. Ние сме рекле неколку пати дека со една силна ДУИ во таа влада не може да се очекуваат никакви реформи. Вие само погледнете го начинот како беше наметнат целот на собранието и некои министри од ДУИ, за да се уверите дека Заев е уценуван од ДУИ за прифаќање на таквите кадри. И ако уцената е столб на владиното функционирање, мислам дека овде не се работи веќе за реформска влада, туку се работи за уценувачка влада или пак за рециклирана влада со целот од ДУИ. Какво е вашето општо мислење за сите министри кои што ги предложи и кои што се веќе министри во владата од ДУИ? Мислам, за министрите од ДУИ некои се непознати и за нив не би сакал да коментирам, но за тие што претходно биле во Сената, знам дека и самиот Заев рекол дека се корумпирани и тој објавил бомби за нив, па сега е зачудувачки како одеднаш све тие излегува дека се чисти и дека не се гонат за ништо. Ова значи дека или Заев не ја кажувал вистината кога рекол дека се тие корумпирани или пак
тие уште се корумпирани, а за ја крие вистината за нив. Под кои услови би дале вие како БЕСА безрезервна поддршка на владата? Ние сме рекле дека во реформскиот дел во судството, што мислам би бил главен столб на овие реформи во однос на интеграцијата, ние сме потполно подготвени да ги поддржиме сите иницијативи што доаѓаат од владата. Сепак ќе треба да се види и нивната содржина. Начелно за реформскиот дел сме подготвени да ги поддржиме. За другото ќе остане да видиме што они ќе предложат. Дента кога објавивте дека нема да влезете во владиното мнозинство, вашиот лидер рече дека не отстапувате од редефинирање на државата, иако за тоа треба двотретинско мнозинство. Во никој случај не сме рекле дека да направиме редефинирање на државата со двотретинско мнозинство. Мислам дека во јавноста е креирано едно јавно мислење дека под редефинирање се подразбира кршење на унитарниот карактер на државата и све така поред. Тоа се измислици на ВМРО ДПМН. Всушност, поимот редефинирање подразбира корекција на асиметријата што е во Македонија, бидејќи нашата држава е со мултиетничко општество, а државата функционира како моноетнички. И ова е со цел да стане државата функционална. Ние не би сакале да одземеме од никого ништо, туку само да биде државата коезивна и функционална. Ако под редефинирање ние подразбираме дека ќе треба да ставиме дефиниција дека не може веќе министер кој е во истражна постапка за корупција да биде пак функционер, мислам дека во тоа се согласуваат мнозинството граѓани во Македонија. Значи, целта на редефинирањето не е загрозување на унитарниот карактер на државата, туку корекција на асиметријата помеѓу мултиетничкото општество и моноетничката држава. Како ќе функционира БЕСА во наредниот период? Како планирате да делувате? Ние веќе во овој мал изминат период покажавме дека би сакале да бидеме конструктивна опозиција. Не знам дали јавно се знае, ние веднаш вториот ден од како се изгласа владата, им ги верифициравме мандатите на 5 пратеници од СДСМ, со што практично го спасивме владачкото мнозинство во собрание, бидејќи тој ден пратениците од ВМРО ДПМН не беа во салата, и ние само би излегле од салата, они денеска не би имале владино мнозинство. Мислам, парламентарно мнозинство. Значи, ние не сакаме ниту да ги саботираме, ниту да ги уценуваме. Сакаме да бидеме коректни, но во овој мал изминат период не го гледаме уште и од другата страна ваквиот однос. Ние предложивме да имаме еден подпредседател на собранието и нашето барање практично беше одбиена. Ние се во Комитетот за меѓунационални односи, иако ни следува 2 члена, дуи го уценува СДСМ, ние да имаме само еден член.
Значи, ваквиот пристап од нив покажува дека они не се баш подготвени за соработка во рамките на тоа што се мисли конструктивно делување во собранието. Ако СДСМ останува во позициите да биде уценувана од ДУИ, тогаш и ние ќе го преиспитаме нашиот однос кон нив. Како ќе настапувате на локалните избори и каков исход очекувате од нив? Мислам, малку е рано да се произнесеме дали ќе постапуваме сами или во некоја коалиција. Сега сме сами и мислам ќе треба да се види до приближување на изборите како ќе се одвиваат работите. Ние очекуваме во локалните избори да победиме во најголемите албански општини, со тоа што ќе покажеме дека сме нова крв и нова волја за смена на некои работи воопшто во државата, особено во албанските општини. Господин Ибрахим, ви благодарам. Благодарам и на вас.